Наместо досегашните 1/3 од плата или пензија, извршителите отсега ќе можат да задржат само 1/5 од месечните примања. Собранието по скратена постапка ги усвои измените во законот, со кои, меѓу другото, се доуредува постапувањето на извршителите. Тие нема да можат присилно да наплаќаат од граѓани кои се корисници на социјална помош, а се намалува износот на сумата, која може да биде задржана од надоместокот на трошоци за сместување на лица и надоместокот за згрижување на згрижувачко семејство, како и за децата корисници на семејна пензија. Од невладината Стоп за извршителите, кој изминатава година го преплавија Министерството за правда со приговори, но и организираа серија протести секој вторник, велат дека дел од нивните барања се исполнети, но дека тоа е само еден мал сегмент. Луѓето очекуваат огромните астрономски долгови да се решат. Значи, повторно, 1/5, тоа е одлично што е помал дел од износот, но повторно тие големи долгови ќе треба некогаш да се платат, дали тие се натложуваат и години, и тоа се луѓе што се сиромашни. Гордо тоа се луѓе што земаат 12, 13, 14, 15 илјади денари плата или пензија. Нашата интенција сега каматите. Значи, каматата да се намали, односно каматата да не биде астрономска и да нема крај, како што во Македонија е ретка земја во светот, кај што каматата е колку вселенава што е голема. Значи, каматата да не надмаши висина на долгот и застарувањето. Еднаш за секогаш да се одреди таа одсечка на застарување. Министерката за правда Рената Десковска уште синоќа се пофали на Facebook, вели дека со промената на законот се заштитуваат ранливите групи на граѓани кои поради разни причини не се во можност да ги исплатат долговите. Примената на законските одредби се однесува и за веќе започнатите извршувања. Измената на законот за извршување е одраз на реалната потреба за помош и поддршка на загрозените категории на лица, кои се соочуваат со екзистенцијални проблеми, но и на социјално ранливите групи на лица, кои не по своја вина не се во можност да ги подмират своите долгови, без да им се загрози екзистенцијата, не само лична, туку и на нивните семејства. Напиша министерката за правда Рената Десковска на Facebook. Председателот на Комората на извршители Зоран Димов вели дека ваквата одлука е поволна за граѓаните, но дека треба да се почека да се види дали во пракса ќе функционираат новите законски измени. Измените се поповолни за граѓаните, бидејќи ако досега за долг од 10.000 денари месечно се извршуваа по 3.000 денари, сега ќе се одземаат по 2.000 денари. Треба да се остави време, зашто во пракса најдобро ќе се види како ќе функционираат измените. Изјави Димов за Фокус. Кон крајот на минатата година, предлогот за намалување на наградата од 1000 на 300 евра предизвика реакција кај извршителите. Од Комората тогаш изјавија дека дел од нив едва и преживуваат, додека пак друг дел веќе останале без работа.